Благодарам, почитувам председател со комисијата, што ми дозволивте да се јавам за збор. И на почетокот одма да искажам свое незадоволство од начинот на кој ги водите седниците. Впрочем, вчера бевме сведоци на избор на уставен судија и не дозволивте нити да се обратам процедурално, иако на почетокот во мојата дискусија јавно кажав дека многу е добро на почетокот, пред да почнеме со дискусиите, да знаеме на кој начин и во кој тек ќе се одвива седницата. Вие мудро одмолчивте и тоа беше јасен сигнал дека не планирате да ги отворите дискусиите за сите кандидати кои беа предложени на вчерашната седница и автоматски после дебатата за првиот кандидат поминавте на гласање и си станавте, си отидовте. Со тоа македонската јавност остана скратена за можноста да слушне за биографиите за останатите тројца кандидати. Дури и на моје барање за процедурално да го укажам сето тоа не ми беше дозволено, па сега ја злоупотребувам, јавно кажувам говорницата, за да укажам на неправилностите кои се нанесени на вчерашната седница во однос на останатите кандидати кои немаа можност да бидат ниту представени пред македонската јавност. Ке беше фер од ваша страна да на почетокот на седницата кажете каков тек ќе има седницата, односно што планирате и на кој начин да се прави изборот, и тогаш ние ќе можевме и во една дискусија да направиме компаративна анализа помеѓу кандидатите. Вака сето тоа се заташка во ваш стил да си изберете кандидат кој сте го наумиле. Во однос на точката што се јави за збор, денес имаме избор на председател и членови на комисиите за јавна набавка и веќе сосема јасно станува дека до крај на мандатот одите со партизација на сите институции. Тоа што не го научивте во вашето владење секако представува фактот и кога добивате критики за одредени институции и кога добивате критики за одредени дејанија во државата, вие немате сила да се надминете самите себе, дури и да ги сменете персоналните решенија. Па сега зборуваме за кандидат кој досега бил председател на оваа комисија да продолжи да биде председател на комисијата. Иако во сите меѓународни извештаи, во извештајот на Европската унија ви се потенцира корупцијата, криминалот, а и посебно делот околу јавните набавки, каде што сериозно се трошат парите на граѓаните на Република Македонија, на даночните обврзници, на сите оние кои допринесуваат за полнење на буџетот, а вие така едноставно сте решиле да одите до крај со истите кадри, со истите политики, со истиот шаблон за уништување на Македонија. Јасна е приказната, битно е да се полнат джебовите на функционери, битно е да се полнат партиските каси, ниту тромка чувство за потребите на граѓаните на Република Македонија. Сте наумиле, сигурно дека тоа ќе го и спроведите во пракса. Меѓутоа, до крај останувате доследни на тоа што е ваша политика и не научивте ниту една лекција. Лекцијата ќе дојде на изборите, затоа што македонскиот граѓанин, затоа што македонскиот гласач сето ова го гледа. Преку глава е на граѓаните на Република Македонија од кражби, од криминал, од корупција, од местенки, од договорени работи. Затоа иднината на оваа држава пред се почеток и се изборите, нова влада и сето ова еден ден да биде истражено и процесуирано во нормално судство, кое сакате да го партизирате, меѓутоа верувајте, кога ќе паднете од власт, сето ова ќе биде променето. Сте наумиле, ќе го направите, меѓутоа сликата за Република Македонија во очите на граѓаните на Република Македонија, во очите на странските мисии, во очите на Европската унија, за која толку многу тежнееме, останува искривена. Останува фактот дека немате ни тромка капацитет за да се надминат
моменталните состојби. Јасно ни е на сите дека ова е политика, јасно ни е на сите дека ова е смислено сценарио во кое нема враќање и едноставно ќе одите до крај. Благодарам.